Се наоѓаме во студиото на Слободен печат, а наш денешен гостин, човекот кој што сме го имали предходно во студиото, меѓутоа сега имаме добра причина да го имаме повторно и да разговараме на една многу актуелна тема. Венко Биковски е капетан и инструктор на Боинг 737 и тоа серија од 300 до 900, да не сгрешам, инаку овластен да лета и да обучува пилоти на овој авион веќе повеќе од 15 години. Токму затоа мислам дека е најстручен да зборува на оваа тема. Имено ќе зборуваме за сериозниот инцидент кој што се случи во авионот на Ryanair кој што се обраќаше на линија Солун-Меминген, Германија и над територијата на Македонија имаше инцидент кога дојде до кршење на прозорецот на патничката кабина и моментална декомпресија, со што беше загрозен сериозно животот на еден патник. За почеток, Еве, како стручен, добро дојдовте пред се во Слободен печат. Добро ве најдов. Драго ми е што ќе зборуваме и ќе одгатнеме некои работи кои што веројатно најмногу ќе ги интересираат нашите гледачи. Со оглед на искуството кое што го имате како пилот, можеме ли од прилика да објасниме што се случило за време на овој сериозен инцидент на авионот на Ryanair? Ова се многу ретки случувања. Јас знам за неколку, а ќе ги кажам кои се тие кога се десило вакво нешто. Свежо беше пред неколку години во Америка. На истип на авион се деси ова слична работа, меѓутоа овој случај беше десиот мотор, таму беше левиот мотор, замор на материјал, распаѓање на моторот и една од лопатиците кои што лете со брзина на проектил, го буши трупот на авионот, доаѓа до декомпресија. И во оној случај, а и во овој посадата перфектно, совршено реагира и авионот го спуштаат на земја. Она што е можеби битно за нашите гледачи е да објаснам како тоа изгледа од пилотска гледна точка, што е во главата на пилотот кога се случуваат вакви работи. Пред се сакам да кажам дека ние редовно на секои 6 месеци одиме на провери на симулатор кај што тренираме и ова е дел од сите тие вежби во оние 2 часа што ги работиме. И морате да задоволите за да ви дадат продолжување на дозволата. Доколку не задоволите дека тоа не го одработите онака како треба, ова е дозволата, не ќе ви ја продолжат, не ќе можете да летате. Так. Во сите овие случаи посадата се снашла изворедно, меѓутоа во овој случај е малце специфично, затоа што углавно она што ние го тренираме, тоа е декомпресија со спуштање на авионот во случај на нужда, така наречен emergency descent. Меѓутоа, ова било закомпликувано со уште една работа која што досега не сме работеле на симулатор, а најверојатно после овој случај ќе биде и тоа уфрлено, ќе се работи и практично они имале 3 во 1 или Нескафе, што ние популарно го викаме. Тоа се 3 настани или случувања дефекти кои што се дешаваат на авионот, кај што вие морате сите тие чек-листи да ги одработите на памет. Постојат 7 айтемси кои што мора да ги знаете како она што викаат ко Отче наш. Кога се молите кон Господа да и кажете сите ваши молитви. И сега е прашање што се дешава во кабината. Одеднаш експлозија, татнеш, овој се палат едно чудо, светла, звуци разни кои што упатуваат дека нешто лошо се случува. Вие морате во многу кратко време да осознаете што е тоа и да преземете конкретна акција. Бидејќи имате 3 работи во исто време, сега е прашање што поправо. Имате мотор кој што експлодирал. И она што е многу битно, многу важно, а тоа е да го прекинете доводот на горите и да го изолирате тој мотор. Второ е да декомпресија, постои процедура кај што треба да пробате да го зауставите течењето и стекувањето на воздухот, пошто не знаете точно што се случува во кабината. Никој од пилотите не знаел дека дел од таа лопатка на моторот има погодено прозор и дека прозорот едноставно излетел како чеп од шампањско. И она што е следното, тоа е да се спушти со голема брзина, со максимален рейтинг, да достигне на висина каде што, пошто повеќе снемува кислород во
авионот, да се стигне на висини кај што тоа е обично 10.000 фити или 3.000 метри, кај што има кислород, кај што можеме слободно да дишеме. Да, тоа е затоа што да им објасниме на гледачите, затоа што нормално на таа височина нема да може да дишат луѓето во кабината. Нели ќе мора да се спушти на авионот во воздух е надуван балон. Да. Балон, воздухот кој што го компримираат моторите се впушта во кабината и практично се одржува некое ниво, не толку слично, него во колку може, зависи од висината, како што е и на земјата. Да. И кога би го пробушиле балонот, нормално, кој случај авионот, доаѓа до издишување. Да. Мозокот почнува да одумира доколку 20 секунди не е напојуван со кислород. И затоа е потребно што побрзо да се спуштиме до висини. Која е минималната временска рамка? За колку време треба да се спушти авионот? Еве ќе ви дадам една мала задача нашите гледачи. Обично летаме на висина, да речеме, од 33.000 фити или 35-37 одбие, а треба да се спуштите на 10.000 фити. Значи тоа е отприлике околу 25 до 27.000 фити треба. Авионот сега зависи ако е структурално оштетување, тогаш оди со помала брзина и веројатно негде околу 5.000 фити во минута. Не сме побрзо да се спушта, да не би дошло до откинување некој дел или уште поголемо структурно осветување, а доколку нема структурно, тогаш е негде околу 7.000 фити во минута. 7 во 25, колку пати се содржи? Па не можеме прецизно, ама 4 минути. 4 минути. Нешто помалку од 4. Значи негде за отприлике 4 минути. Сега 20 секунди во 4 минути колку се содржи. И многу е битно, од она што го пишува, што го изјавиле патниците, сите биле изненадени, чудовидени, маските испаднале, меѓутоа никој не ја земал маската и не ја употребил. Што е фатална грешка, затоа што во упатството кој што го даваат стюардесите, чим испадат, мора да ја повлечете маската, затоа што со тоа ја активирате. Тоа е хемиски процес кај што се ослободува кислород и имате наредните 20 минути, сега зависи од типот на авионот, 10 до 20 минути имате кислород сосема доволно додека стигнете на висини кај што ќе можете слободно да дишете. Во оваа ситуација многу компликувана, од моја страна, онака професионално, поеѓа другото што сум капетан на тој тип на авион, инструктор, јас сум и испитувач, оној кој што ги проверува стручноста, колку се пилотите стручни и оној кој што потпишува и дава дека он е способен за да може да врши таа дејност. Одлично одработиле, сега се инове дека се јават и оние неверни томи, кој што беше во случајот на реката Хадсон, кај што после тоа генерали после битка точно знаат како било подобро да се направи, за да тоа било уште подобро завршено. Меѓутоа, напоменувам дека сето ова треба да во дел од секунда да донесете одлука и да реагирате. Со тоа што слетале и сите се на број, значи дека работата ја извршиле повеќе од добро. Да, и немаме жртви. Само да напоменам дека поред тие три emergency процедури во случај на нужда, што морале напред да ги одработат во многу кратко време, они во текот на спуштањето морале да размислуваат и за нешто, каде да се вратат, на кој аеродром, летат со еден мотор, тоа е процедура кој што бара. Трето, на таа висина на кој што се спушта, дали ќе може да ги надминат планинските вргови, дали тука има орографски препреки на патот до појдовниот аеродром, кај што е најдобро да се вратат. И уште низа работи кои што треба посадата во што пократок период да ги обработи. Работата ја одработиле перфектно. Да, они се враќаат назад, всушност, во Солун се вратиле. Слетале. Солун можеле било каде, обично кој ќе имаш проблем, ако си полетел и тука си негде, најдобре да се вратиш таму од каде што си тргнал. Ако е блиско. Ако е блиско, а ако не, можеле во Скопје,
Скопје, пошто биле тука над Македонија, Скопје или Солун, меѓутоа мислам дека направиле добра проценка што се вратиле во, не мислам, него тврдам дека добра проценка што се вратиле во Солун од повеќе разлози. Прво, патниците кои што поаѓаат од тој аеродром, тој лет сигурно ќе биде канцелиран, додека не се испрати некој друг и веројатно има доста патници кои што се од Солун, значи може да се вратат дома па пак да дојдат. Доколку слета во Скопје, значи ќе мораме да им бараме помош за хотели, за престој додека дојдат ги. И за самата компанија е многу поедноставно да тоа биде на поидовниот аеродром. Други причини, веројатно они имаат и свој представник тамо на самата компанија кој што може да им помогне. Во Скопје немаат никого и ќе мора аеродромските служби да се внесат, кои што не знам колку би биле ефикасни во таа работа, сигурно не толку добри колку оние кои што се вработени во самата компанија. Да. Сега, она што е важно за сите гледачи, оние кои што ќе треба да патуваат со авион понатаму е да се смири паниката, односно да се сталожи тој страв кој што се раѓа секогаш кога имаме некој ваков инцидент. Како да ги успокоиме луѓето кои што можеби се плашат? А ова дополнително ќе им го зголеми стравот. Еден податок, јас сум 51 година во оваа служба, се уште сум активен, се уште летам. Не летам веќе на големи авиони, меѓутоа обучавам пилоти кои што васкеве возат. И за жал, летањето не е повеќе онака како што беше порано. Воздухот, небото е преоптеретено со авиони, аеродромите исто така. На сето тоа имаме климатски промери, супер челиски облаци и притисоци од самата компанија кои што бараат ефективност, економичност во работењето и едно друго, пилотите се. Само ќе кажам еден податок дека во оваа моја кариера првите 33 години, пошто ги средував оние сати на налети, имав налетено изброј часови како последните 11. Значи последните 11 јас работев 3 пати повеќе него што работев порано. Да, тоа кажувам многу. Пилотите се презаморени. И она што го знам, пошто се среќаваме, комуницираме, премногу е. Тоа е еден од фактите кои што мора да се земе во обзир, меѓутоа нема луѓе и ги притискаат да мора да го направиле законот така да мора. Едини начин е да се пријавиш дека си болен, меѓутоа не си болен, ти си само уморен. И мораш да бидеш болен, мораш да одиш кај лекар, а тебе не ти е ништо. И тоа е основната причина во овој случај биле одморни, затоа што уморен пилот не верувам дека сите овие работи би ги одработило онака како што ова посада го имате работено во овој случај. Друго, се уште авионскиот превоз е најсигурен превоз. Имаме и вчера читавме во Србија комби, не знам колку изгинале, повредени патници и сето тоа, така да е се уште безбеден. Трето, посадите се доволно обучени, како што и во овој случај ни одиме 2 пати годишно на обука, кај што сите овие работи, немили настани, технички кварови, тоест дефекти на авионата, да знаеме како да се, а тоа е освежување на знаењето, да знаеме како да се справиме со нив. Сега, за жал, се дешавали и ќе се дешаваат, меѓутоа вакво нешто мала е веројатност дека пак ќе се деси. Така. А од друга страна, сигурно ќе биде на листата на оние работи што ќе се работат на симулатор, додатно оптеретување, така да и ќе се вежба и ова. Да, оваа ситуација, да. Како што да го професионално да го кажеме, се вели сериозен инцидент или serious incident, што е различно од ексидент, нели? Има разлика во ова сето. Сега, земајќи во предвид дека сето ова се случува над Македонија, правилото е дека воздухопловната истрага што всушност се случило треба да ја води ние како држава. Така е. Сега, веќе истовремено се вклучени представници од Ryanair,
НТСБ од Америка, тоа е независно тело за истражување на несреќи чиј припадник веќе е делегиран во Македонија. Државата Малта како земја на регистрација на воздухопловот, Боинг како произведувач на авионот, Генерал Електрик Снекма, произведувач на мотори кои што биле инсталирани на овој авион, сите овие ќе бидат вклучени. Дали сметате дека Македонија има соодветен кадар да одговори на оваа задача? Да. Само не знам дали ќе бидат ангажирани луѓе кои што се стручни во оваа работа. Од оне моје искуство од кога практично се врати во Македонија и кога на некој начин сакав авиацијата малце да подигна на повисоко ниво, се понуди во Агенцијата за цивилна воздушна пловидба, не барав пари. Кога правеја од еден JAR систем во EASA систем во кој што јас веќе работев, имав доволно искуство, меѓутоа ми се заблагодарија и ми кажа дека таков кадар како што сум јас, не им е потребен. Зошто? Требало нив да ги прашате. Веројатно ќе ја расипувам она слика на луѓе кои што веќе се таму вработени и затоа сум таму непожелен. Тоа од една страна. Од друга страна, ние имаме во Македонија 7 квалификувани капетани. Кои што може да бидат дел од оваа делегација, кои што ќе оди доли, кои што треба да води главен збор. Од тие 7, тројца се инструктори и имаме и еден екзаменер, испитувач. И сите се квалификувани и сите можат Македонија да представат во убаво светло. Она што е битно, тука ние треба само да водиме целата таа игра, а оние другите и да дадеме некое свое мислење на нивните наводи. Свое мислење на нивните наводи, нормално дека треба да даде некој кој што е стручен, кој што летал, работел на тој авион. Ако биде пратен некој кој што воопшто не летал во сообраќај, кој што нема никакви познавања воопшто на сето тоа, би било некоја шлаканица срамота за нашата земја, пошто сите овие извештаи треба да додат и до она ИКАО организација и до EASA. Имавме во скоро време инспекцијски надзор од EASA, од Европа, а во септември треба да имаме и од Светската организација, од ИКАО. И начин на кој што ќе го спроведеме ова, веројатно таму ќе направи позитивен или негативен учиник за она што следи. Да. Колку е рокот за доставување на тој прелиминарен извештај? И ќе го стигнеме ли? Да, 30 дена, меѓутоа во сето ова посадата што треба да го даде, они имаат 72 часа да го дадат својот извештај за оној настан. Она што е до нас, до Македонија, рокот е сосема доволен да се оди, да се земат сите тие параметри. И ова што јас го кажам, за жал, сите овие информации кои што ги изнесеме од она што го знам од новинските агенции. Она што од искуството, раскажувањето на патниците кои што биле во авионот. Она што е битно во целиот овој случај, среќа да овој патник се заглавил на прозорот и среќа негова што неговата сопруга сепак е во љубов со него и не дозволил да нестане и го држал и требал. Он представувал чеп. И така да излегувањето на воздухот од кабината било со смален интензитет. И вџашените патници кои што никој не посегнал по својата маска, потоа немале проблеми со недостиг на кислород. Рековме дека после 20 секунди мозокот почнува да одумира, доколку него снабдувате со кислород. Овој патник преживел среќа, меѓутоа сигурно ќе останат некои последици што се однесува до него. Од она што го чита во новини, тоа дека истиот се здобил со тешки опекотини по лицето. Тоа од воздухот надвор? Тоа се брзини на спуштањето се максимално, ако посадат, сега не знам точно со која брзина оделе, али тоа се брзини помеѓу 800 и 900 километри на час. Се спушта, тоа се огромни брзини. Тоа јасно е зашто има опекотини. И ствара голем триење и опекотини. Меѓутоа, успут да споменам дека Македонија има лек
има лек, имаме мелем за опекотини кои што на овој патник може да му го врати лицето онако како што е било. За жал, многу установи, како што беше и случајот со Кочани, кај што имавме преку 150 млади момчиња и девојки изгорени, и јас пробав да дојдам до одредени структури во државата да ги лечиме тука, а не да одат надвор, затоа што имаме лек кој што никој го нема. Лек познат уште од античко време и од пред Александар Македонски, кој што е сертифициран и кој што ви го враќа ликот и кожата онака како што било. Се надевам дека ќе стапиме во контакт и на овој човек и ќе му го понудиме тоа, да му го вратиме ликот и жена му сепак да го сака онака како што е бил. Да, ма добро, првично било некако среќа во несреќа, не знам како да кажам. Инаку прочитав некоја изјава од сопругата дека 3 пати се онесвестил додека се случувало тоа. Нема кислород. Да. Нормално. Другото се такви удари од тоа не е ветер, тоа се струјници од воздух. Маневр на авионот нагло оди во планирање, нормално дека и телото, и главата ќе удри и во трупот на авионот и нормално е дека човекот и паднал во несвест. Што е можеби во неговиот случај олеснителна околност, што тогаш немал толкава потреба од кислород, така да му е сочуван мозокот во одредена... Да, у некој сейф мод влага организмот, да. Добро, ајде да се вратиме на истрагата. Поради меѓународниот карактер на оваа истрага, дали сметате дека, бидејќи многу ќе зависи тоа дали ние ќе бидеме пофалени или пак ќе се осрамотиме, не дај Боже, дали сметате дека и министерот за транспорт и врски треба лично да биде вклучен во овој процес? Па би било пожелно да се вклучи, би требало да се направи комисија, би требало тие луѓе кои што ќе работат, ние веќе имаме две организација, тоа е Агенцијата за цивилна воздушна пловедба и уште една агенција која што се бави баш со инциденти, ексиденти и тие работи, случаи кај што се завршуваат и фатално, и сега од она што јас го знам, таму нема ни еден стручен. Ни во едната, ни во другата, кој што е баш за овој тип на авион, а би било згодно, би било добро да се појави некој човек кој што и ќе каже и ќе покаже дека сепак и ние имаме луѓе кои што се разбираат во оваа работа. Или само да бидеме небни посматрачи и само да клюеме со глава, и сепак тој финалниот, завршниот извештај треба да биде поднесен од наша страна. Значи, сите нивни наоди треба ние да ги прегледаме и треба ние да го дадеме завршниот збор. Да, меѓутоа во идеални услови, каков професионален кадар треба да учествува тука и ги имаме ли ние тука? Велам во идеални услови. Во една земја која што ги исполнува сите тие услови кои што треба да се исполнуваат за една ваква истрага. Ги имаме ли ние тие професионалци, тие кадри за да може да го исполнува? За жал, не. Во Агенцијата за цивилна воздушна пловедба, веќе реков дека се понудив, не барав пари, за да бидам дел и да им помогнам, меѓутоа многу љубезно ме одбија. Знам дека и други мои колеги, кои што сега работат секаде во светот, сакаат да дојдат дома, со своето знаење, работат долги години во сообраќај, да бидат дел од Агенцијата за цивилна воздушна пловедба. Исто така, сите они беа одбиени. Зошто? Ако ме праша министер за транспорт и врски, него ќе му одговорам лично. Да, добро. Сега, дали вие лично сте учествувале некогаш во вакви воздухопловни истраги? До сегашното искуство? Директно не, меѓутоа индиректно да. Меѓу другото, знаете дека ние имавме една несреќа во Македонија, во оној подемот кога почнавме да летаме, кога падна палеровиот Фокер 100. И тука се издешава едно чудо работи, многу чудни работи. И посадата која практично беше на тој авион и кој што погина за жал, јас бев дел од таа посада, они не беа планирани за тој лет. Секој пат летавме ние заедно, и јас бев два капетана и нашиот инструктор од Холандија. Меѓутоа, инцидентно ги викнаа за тој лет, мене не ме побара, така да не се најдов во тој авион. Така требало, да. Да, тоа е веќе за дискусија зашто и како, меѓутоа, нормално дека бев прашуван
за маса работи кои што претходеа на сето тоа. Целиот случај на падот на тој авион беше обвиен со еден куп мистерии. Затоа што она што нив им се случило, тоа е веројатно отварање на тие воздушни кочници, уствари тоа се граунд кочници, најверојатно им се отвориле и тогаш авионот повеќе нема да лета. Не може да лета, него едноставно паѓа. Имавме 2 дена пред тоа, дека тој систем не работи. И кога бевме на ноќевање во Цирих, цела ноќ работеа, а надвор беше минус 16. И се бале кога дојдовме, го прашавме механичот дали го средија проблемот, меѓутоа неговиот одговор беше као да, меѓутоа не беше задоволен со начинот како го решиле проблемот. И може да биде. И нормално дека учествував, давав изјави пошто бев дел од таа посада, работевме заедно со сите тие луѓе и она што делуваше. Ali никој пат не сум бил во некоја комисија која што конкретно работело на случаи на вакви случаи кај што бил инцидент. Ме прашувале, сум давал стручни мислења за многу работи, меѓутоа никој пат директно не сум бил вклучен. Так. И сега вака од информациите кои што досега ги имаме за овој случај за кој што зборуваме, што мислите, што е причината вака најлаички поради која што дошло до инцидентот? Искуствено. Има нешто што се нарекува ова авиацијата FOD. Или што е тоа FOD, Foreign Object Damage. Или објекти од странско потекло кои што може да преизвикаат овој дефект. И за оние патници кои што седат од десната страна, до прозорот, додека се врши утовар, може да видат на оние возила кои што тука се движат, дека од страна имаат едно сандаче метално, кој што е црвена боја и на него пишува FOD. А тоа се сите тие метални објекти кои што може да бидат. Сите ставаат на своите кофери катанчиња кои што во она влечење или намерно може да се скинат и да испаднат, или оние рајфершлзи, зипови искинати да се најдат доле. Па и тркалца и се нешто. Се и се што. Она што ние го работиме, јас стално го работев, чак беше во компанијата во Oman Air кај што работев. Капетанот беше некој што вршеше нешто се вика walk around или да го обиколи авионот и да види дали е се во перфектно, да нема некој оштетување на авионот. Тоа од надвор зборуваме. Наоѓав едно чудо. Тие метални, јас секој пат ги собирав, во кесичка и ги фрлав или ги одлагав таму кај што треба. Меѓутоа, доколку овој моторот кој ќе се стартува, он може да го усиса, Ако има некоја такво парче. Еве само ќе ви кажам за еден настан, кој што се случил во Кина. Добро. Патничка повозрасна патувала некаде и таму веќе бил во Кина да фрлиш неколку парички. За среќа да сето тоа помине. Како ние што фрламе вода која. Така, ние сме попаметни, фрламе вода, не парички. И сега дали таа паричка легла во моторот или била пред моторот, не е толку ни битно, меѓутоа со стартувањето на моторот едноставно ќе увлече. Едно денарче може да уништи мотор кој што вреди 7-8 милиони. И управо тоа и се десило. Така да во овој случај моја претпоставка е дека најверојатно усисале и некое на таа висина, за да дојде до експлозија, може да се деси да ви влета птица, меѓутоа птици горе на 11.000 метри не, можете да ги имате негде до 3.000 метри, али горе повеќе не. Може да дојде, сега има неколку, да не ги објаснува поотделно дефекти кои што може да се десат, стално го вежбаме на симулатор со кандидатите, кој што може да дојде до неправилна работа која што може да предизвика ова што е предизвикана експлозија на самиот мотор, така да би требало она што ќе се спроведе, а тоа е од страна на производителот и она што нашите гледачи сигурно не го знаат, да сето она што се случува во пилотската кабина, на сите оние инструменти кои што ги има преку сателит, сето тоа оди таму некаде во Монтреал и они веќе го имаат и веќе знаат.
Така. Само ќе кажам за еден настан, Airbus сакал да покаже колку е софистицирана нивната технологија и вика, сите параметри што ние тука на земја ги имаме, вика на тој лет таму негде над Атлантикот, вика на капетанот вика ќе му застане вика 10-тиот мотор вика во рок од 5 минути. Да. И му се јавуваат, пошто имаме мрежи кај што на капетанот вика да знаеш дека 10-тиот мотор ти е во криза и дека за 5 минути вика ќе престане со работа. Капетанот проверува, ги погледува сите параметри, вика не, вика се е во ред. Направиле грешка, не се десило во 5 минути, него во 3 минути моторот застанал. Така да сигурно ќе се имаат податоци и ќе се најде што е причината за ова експлозија, кој што го предизвикала сето она што настанало после тоа. Така. Сега, кои би биле последиците и за Ryanair, и за Boeing, и за General Electric, СНЕКМА, доколку се утврди некои нивни пропусти? Па лично од искуство, веќе 51 година сум во авиација, мислам дека тука нема пропусти во овој случај, ни за еден од овие фактори, ни за Ryanair, ни за Boeing, ни за General Electric, ни за СНЕКМА се десило затоа што они не можат да влијат ако тоа бил стран предмет кој што влетал во моторот. Да, тука веќе немаат одговорност. Така е. Да. Тоа се десило, влетал, а тоа се повеќе работи. Само ќе кажам еден факт, кога работев, летав за Air India, после секое, пошто таму сме стаени на фингер и не избуткуваат, па доаѓаме на простор кај што ги стартуваме моторите. После нас одат жени со метли и ја чистат таа површина кај што авионот бил. А таа е сигурно полна баш со тие метални објекти од зипови, од лейблови за произведувачот на коферот, на торбата, тркалца, како што рековте и вие и останато, и го чистат тој затоа што и кога ќе дојдеме, исто така можеш да го сисеш прелиминарно некој од тие. Во Индија водеа рачун. А мислам дека во Оман кај што работев, не. Јас лично на тие летови таква една ситница да, на тие летови кај што јас одев, јас тоа го правев, пошто не сакав такво нешто да ми се деси. Меѓутоа во Оман додека работев 9 години, имавме 3 такви случувања гасење на мотор, да. А веројатно ова беше една од причините. Да. Добро, ќе оставиме истрагата да ги открие причините. Јас ви благодарам многу за вашето гостување и за секогаш вакви стручни анализи што ни давате и вашето мислење кое што го цениме секогаш и да зборуваме следен пат за убав исход некој. Супер, ви благодарам што ме поканивте. Се надевам дека ќе летате и понатаму. Се уште е безбедно. Се дешава секој дневно, може и саксија да падне и да го изгубиме животот. Меѓутоа се уште е најбезбеден превоз, авиопревозот. Благодарам. Благодарам и вам. Вам како и секогаш ќе ви препорачам да следите Слободен печат.